Почитувани гледачи, добра вечер, уште едно издание на емисијата Избор на народот. Влегуваме во предпарламентарна состојба во Република Македонија, но сепак емисијата која што вечерва ќе имаме ќе биде далеку од приказната за избори, но секако ќе биде поврзана со политиките во Република Македонија и политиките за добро живење на граѓаните во Република Македонија. Гостин во студиото на телевизија Сонце е генералот Стојанче Ангелов. Со него ќе позборуваме на темата за македонците кои што сакаат да ја напуштат татковината и да излезат надвор од нашата држава за да заработат повеќе средства. Господине Ангелов, добра вечер уште еднаш во студиото на телевизија Сонце. Добро вечер, добро ве најдов. Морам да ве прашам на самиот почеток. Колкава е желбата кај македонските граѓани да заминат на печалба надвор од нашата држава и посебно да се вклучат во опасните сегменти во печалбарството? За жал голема, безмалку и да не постои македонец кој не сака да замине надвор од Македонија, макар и на кратко да заработи некоја пара која што овде нема да може, особено во делот за кој што ќе зборуваме вечерва, во делот на обезбедувањето во кризните подрачја. Секојдневно сум бомбардиран со пораки, телефонски јавувања од луѓе, ветерани или активно вработени припадници во полицијата и армијата, кои што барат да и помогнам или со информација или на друг начин да заминат надвор од Македонија, да ги работат овие релативно опасни работи за да заработат некоја сума која што во Македонија реално нема да може да ја заработат никогаш. Генерале, може ли повеќе да се заработи на таква работна позиција или пак на некоја работна позиција во западноевропските земји, Соединетите Американски држави и Австралија, каде што бегаат најголем број македонски граѓани, барем оние кои што еве во последно време излегоа надвор од државава? Разликата е во тоа што ние зборуваме за луѓе кои што сакат да заминат, да работат и на одредено време да доаѓаат дома. Значи 2-3 месеца работат надвор, 1 месец дома, пак работат, пак се враќаат дома. Оваа работа не се однесува на луѓе кои што бараат трајно да се иселат од Македонија, бидејќи не верувам дека дури и во Македонија постои човек кој што сака да сеисели во Ирак заедно со неговото семејство. И тука е разликата помеѓу оваа работа и нашите македонци кои што трајно се иселуваат и барат работа во западноевропските држави, за потоа да ги повлечат и нивните семејства. Затоа и сметам дека ваков вид на работа и не е штетен за државата, бидејќи луѓето кои што работат ваква работа надвор од Македонија, тоа го прават одреден временски период, можеби година, 2-3, па еве да кажем и 5-6, но тие се враќаат во Македонија и на крај повеќе од сигурно ќе останат да живеат во Македонија, бидејќи заработуваат доволно пари за да можат нормално да живеат во нашата држава. Која е поатрактивна дестинација или која е дестинацијата каде што македонците сакаат да заминат надвор од Македонија на печалба во воените жаришта на Блискиот Исток? Авганистан, Ирак, Сирија и така натаму, каде што се случуваат војни од поголеми размери, па ме интересира каде сакаат македонците и кои се позициите кои што сакаат тие да ги работат. Па поимот атрактивна не ви е соодветен, бидејќи ниедна не е атрактивна. Можеби оние кои што сакаат адреналин повеќе сакаат онаму каде што е поризично, но тоа е сосем друг поим. Оние луѓе кои што барат помош од мене или со кои што имам комуникација, кои што барат работа надвор од Македонија, не прашуваат каде, барат само работа и многу од нив не прашуваат дури ни за ризикот, но сепак ние зборуваме за работа на обезбедување која што е можеби ризична, но не е високо ризична. Јас никогаш не би му помогнал на некој да замине во воено жариште, да работи офанзивни действија, односно да учествува во борбени операции, дали против ИСИЛ или против било кој друг непријател. Ние зборуваме за работи од областа на обезбедувањето, каде што луѓето кои што заминуваат од Македонија штитат други луѓе, штитат материјални добра, бази, одредени можеби згради, куќи, амбасади и така натака, или можеби штитат конвој со возила, со камиони кои што носат одреден товар од едно до друго место. Додека овие офанзивните, јас досега не знам за македонец од Македонија да работи било каде во светот
буквално како оние така наречени кучиња на војната кои што војуват за пари. Такви случаеви имаме само од страна на неколку албански граѓани од Македонија кои што се во ИСИЛ или биле во ИСИЛ, но мислам дека нивната бројка е доста редуцирана. Впрочем, МВР имаше неколку акции со кои што ги расчистуваше ваквите случаеви. Ќе започнеме од една приказна која што е многу популарна, барем на времето во бивша Југославија, иако јас сум релативно млад, па и до ден денеска. Тоа е приказната, ајде ќе започнеме од легијата на странците, малку обратен редослед ќе направиме на целокупниот концепт на емисијата кој што го има во глава. Легијата на странците е паравоена или воена формација и колку македонците се запознаени со легијата на странци, дали воопшто имаме ние македонци кои што се дел од тие припадници и учествуваат во нивните мисии? Легијата на странците си е регуларна француска армија, дел од француската армија. Целата легија има третман на специјална единица, односно на специјални војни сили, бидејќи внатре во самата легија на странци ги има буквално сите родови кои што ги има во било која армија и таму почнувајќи од пешадија, подобранци, извидница, артилерија, значи сите оние родови кои што ги има во било која нормална армија ги има и во легијата на странците. Легијата на странците не е пара војска, туку е регуларна армија, дел од регуларната француска армија, со тоа што високите старечини, мислам дека без исклучок се французи, со француско државјанство зборувам, додека луѓето кои што пристапуваат во легијата на странците може да напредуваат само до пониските чинови. За жал, од Македонија во легијата на странците има многу малку македонски граѓани, мислам дека во овој момент има околу 6, можеби уште неколку да се заминати во овој период. И тоа зборува и за нашиот ментален склоп, бидејќи лесно е на Facebook или на интернет да го убивате непријателот, да глумите специјалец, да се правете храбар, да критикувате некого, да напаѓате некого, но кога треба во пракса да се покаже, тоа веќе е нешто сосем друго. Во легијата на странците навистина е тешко и секој не може да издржи, но спрема бројот на население во Македонија очекував дека има повеќе македонци пред да ми предизвика легијата интерес. И добро направив една добра анализа, едно истражување и дојдов до овие бројки од 6 до 10 македонци наспроти повеќе од 200 срби или можеби 1000 и повеќе романци. Но влезот во легијата е релативно едноставен. Секој млад човек кој што е здрав психофизички, кој што нема никакви болести и кој што е во една добра физичка подготвеност, значи во добра, не треба некој да биде супермен за да влезе во легијата, има шанси да влезе. Бидејќи се потребни само 4 згиба, потребни се 30 на стомачни и малку трчање, малку повеќе трчање, но тоа е еден така наречен бип тест кој што не би го објаснувал во вашата емисија, бидејќи е тежок за разбирање, но секој младич кој што тренира, кој што е во добра физичка форма, би можел да ги помине физичките проверки, а верувам и медицинските. Во легијата е најтешко психички да се издржи, бидејќи постои малтретирање, зборувам психичко малтретирање, иако има се уште и некои зборуваат и за физички казни така натака, и тоа е најтешкиот момент. Но сепак, она што според мене е најтешко, разделбата од дома, бидејќи кога човек заминува во легијата, едноставно се збогува со семејството. Инаку, како куриозитет да кажам дека горната граница во легијата, мислам дека е 42 години, некој зборува дека е 39 години и 6 месеци, но и мажи кои што имат 40 години може да заминат во легијата. И таму имаме секакви луѓе, оној филм дека во легијата одат лошите, криминалците, кои што бегат од казна, убици, осудени, така натака, тоа денес не важи. Одамна во легијата е воведен ред така што денес, доколку некој има било какво криминално досие, нема шанси да влезе во легијата, бидејќи се вршат едни здрави проверки, тешко дека некој може да ги излаже или службите да не дознае дека некој е криминалец во неговата држава. Значи, само луѓе со безпрекорно досие, со голема храброст, физичка сила и психофизички здрави може да влезат во легијата. Проблем во легијата е ниската плата, која што е некаде околу 1000 евра.
некој зборува дека околу 950 евра, но во првата година да заокружаме некаде околу 1250 евра. И тоа е навистина малку, но јас ќе прашам во Македонија младите луѓе кои што седат без работа или кои што работат во конфекциите, за колку пари работат? Работат за 150 или за 200 евра. Па мора да признаеме дека 1200 евра е 6 пати повеќе од 200 евра. Но тоа е само првите години. Откако ќе ја завршат обуката, мислам дека после некои 2 години и соодветните специализации, припадниците на легијата, кои што веќе го добиват тој статус за легионери, се распоредуваат во единиците на легијата, кои што се различни и секој од нив е различно платен, но таму веќе платите се значително подобри, имаат терен, потоа постои можност од учество во некое постконфликтно подрачје или во конфликт, еве како што беше во Ирак, каде што и легијата учествуваше, и тогаш платите се и додатоците се значително високи, со тоа што после 5 години имат право да поднесат легионерите барање за француско државјанство. Значи некој млад македонец наместо да се понижува и да се моли за бугарски пасош, може да стегне заби. Ако на 18 години отиде во легијата, на 23 години ќе има и одредена сума на пари на страна, се разбира доколку заштеди, и ќе има француски пасош кој што му ги отвара вратите кон светот. При тоа не мора да се откаже од македонското државјанство. И предност е што оние легионери кои што би се вратиле во Македонија, јас би нашол модус сите легионери би ги вратил во македонската армија. Да го искористиме нивното искуство. Така, дали кога ќе влезат во легијата на странците можат веднаш да ја напуштаат или има одреден период кој што мора да го служат таму, па за да потоа добијат отпуст? 5 години е договорот. Оние кои што од неоправдани причини ќе заминат порано, тоа се сметат за дезертери и мислам дека подлежат на француските закони како дезертери, но мислам дека никој нема да ги гоне по светот да ги затвори или да ги убива. Денес е лесно да се напушти легијата. Едноставно, ако некој не сака да работи, има икс начини како да ја напушти легијата, бидејќи психички слабите луѓе, самата легија ги отстранува. Доколку види дека некој е психички лабилен, слаб, постои опасност да се самоубие, да изврши некој друг чин кој што исто така може да биде непријатен и самата легија ќе ги отстрани. Така што направило дека легијата не може да се напушти порано од 5 години, тоа денес не важи. Легијата денес е модернизирана, од таму имат легионерите пристапи до интернет, верувам дека е многу лимитиран и еден мој многу близок човек кој што учествуваше на обуката регрут која што ја правев пред неколку години, замина во легијата и ги помина овие почетни проверки и од прва рака знам дека не е толку страшно како што изгледа на прва, но пак ќе повторно зборам за физички подготвени луѓе, но не треба некој да е нинџа или не знам командос за да влезе во легијата. 4 изгиба секој просечен спортист може да ги направи. Ајде уште малце да позборуваме за легијата на странци, пошто е малку некако во помирно подрачје се започнува во целата оваа постапка. Колку е ризична работата во легијата на странците и отприлика во тие 5 години сигурно имате сознанија на колку мисии би можел да замине еден војник? Зависи од специјалноста која што ќе ја одберат. Може некој во легијата да заврши како кувар, друг може да возе багер во инженерија. Некој може да биде специјалец или припадник на овие подобранската единица во легијата, на подобранската регимента, каде што веќе ризикот е многу повисок, има напорна и ризична обука, каде што и за време на самата обука може некој да настрада, да загине или да биде повреден. Но тоа е многу мал процент. И при обуката во тигрите или во волците, исто така некој може да настрада. И во Македонија, значи тоа е дозволен ризик. Не можеш да отидеш во специјална единица да си сигурен дека ќе преживееш така лесно или ќе останеш здрав. Тој ризик од повреда или не дај Боже од смрт постои, но е многу низок и е во рамките на дозволеното. Ризикот настанува подоцна во оние регименти кои што заминуваат во војна или во поствојните подрачја, но и повторно тоа е избор на самиот легионер. Доколку некој не сака да замине во такви подрачја, тој нема да ги бира оние регименти кои што одат. Но јас не верувам дека постои човек кој што сака да отиде во легијата, а да не постои кај него желба малку да учествува во некоја конфликтна или постконфликтна
ситуација. Општо правило е дека во воени конфликти или во војни најмал број на жртвите се припадници на специјалните единици, туку во сите војни речиси има поголем број жртви цивили. Дали тоа значи дека можеби ете и легијата на странците, иако учествува во некои војни действија, е сепак по-безбедна, барем од тој аспект? Па зависи, бидејќи денес, например, еве војната во Ирак, онаму каде што настапуваат овие регуларни армии кои што се добро опремени, добро обучени, колатералната штета и цивилните жртви се веќе сведуваат на минимум, бидејќи има многу прецизно оружје, зборувам сега за она тешко оружје, ракети и така натака, но и самите војници се високо обучени и оспособени, и денес сметам дека цивилните жртви не се толку последица на регуларните армии, колку што се на овие, како што е ИСИЛ или другите терористички организации, за кои што цивилите се само статистика. Можеме да ја напуштиме со муабет легијата на странците, сега можеме да... Јас само сакам вака за крај да кажам, мене ќе ми биде драго доколку македонци заминат во легијата. Некои луѓе ме обвинуваат зошто така зборуваш, па тие луѓе ќе заминат од Македонија. Јас верувам дека секој оној кој што ќе замине во легијата, повторно ќе се врати во Македонија и треба да биде добре дојден во нашата армија со неговото искуство. Морам да се вратам сега од ова ме повлеговте за јазик. Колку е тоа стратегија или колку треба да биде тоа стратегија, можеби дури и на македонската армија или на Министерството за одбрана или на комплет воено-полициските структури, да дури и свесно се испратат некои своји припадници во легијата на странците за таму да го донесат целокупното искуство, за да се подобри степенот на подготвеност на македонските специјални единици. За тоа постојат други начини, значи ако нашата армија сака да користи искуство од легијата, може да повикат инструктор од легијата. Во овој па веќе 15 години наназад специјалната полиција каде што и јас работев соработува со француски специјалци од полицијата. Значи за тоа постојат други начини. Јас зборувам за еден друг сегмент. Ние сме сведоци дека борбениот морал кај нас македонците е низок. Ние сме многу силни вака на вилица кога треба да се зборува, нели ние имаме сјајни истории од Александар Македонски до денес. Ние сме најхрабри, светот почнува од нас и така натака. Но статистиките зборуваат нешто друго. Дека има 6 до 10 македонци нас проти 200 срби во легијата. Србија е 8 милиона, Македонија е 2 милиона, не е толкова реалната разлика во големината на државите. И сметам дека одењето во легијата или работењето на било која работа на обезбедување во Ирак, Афганистан, придонесува во три сегменти. Првиот е финансискиот, бидејќи луѓето кои што работат надвор од Македонија испраќаат дома пари, и тоа збором за убави пари, бидејќи луѓето кои што работат надвор од Македонија немаат трошоци, сите трошоци таму и се покриени. Тој легионер платата која што ја зема може цела да ја тргне на страна, негов изборот, не мора да потроши ниту долар или евро од неа, бидејќи се му обезбедено. Вториот сегмент е искуството кое што го стекнува таму и кое што може да го пренесат во Македонија. И третиот сегмент е оној борбен морал или менталниот склоп. Човек кој што бил во легијата, кој ќе се врати во Македонија, тоа ќе го пренеси и неговото дете, на неговите роднини, на неговите блиски. Значи, малку ќе го подобраме оној борбениот менталитет кај нас македонците, за кој што, иако ние тврдиме дека е многу силен, еве во 2001 година испод 30% беше мобилизацијата. Иако мислам дека беше многу пониска, но таа е некоја неофицијална бројка. Вие покрај тоа што еве разговараме за легијата на странците, многу пати сте и надвор од Македонија, посебно на бродовите, како човек кој што работи обезбедување. Ме интересира колку обезбедувањето на конвои, на лица или на бродови е опасна професија и колку македонци можат да отидат таму и дали е лесно влегувањето во тие безбедностни структури. Да се добие ваква работа воопшто не е лесно, напротив е тешко и комплицирано, треба да се исполнат многу услови или треба некој да има луда среќа. Понекогаш пат се случува некој на среќа да добие ваква работа, но тоа се мал број случаи. Барањето работа на брод во Ирак, Афганистан, Африка или во други постконфликтни подрачја, ќе нагласам, во Сирија нема македонци, нити има план некој од Македонија да заминува во Сирија, бидејќи таму без не е војна и каде што контролата на регуларните владените сили врз поголем дел од територијата е многу слаба. Знаете дека таму е центарот на ИСИЛ,
Значи во Сирија нема македонци. Јас зборувам за Ирак, за Афганистан. Имаме можеби неколку во Африка и имаме неколку луѓе на брод. Барањето на ваква работа е долготрајно. Мене секојдневно ми се јавуваат луѓе, како што реков, кои што бара да ја помогнат. Тие мислат дека тоа е така. Од денес за утре или другата недела ќе заминат. Понекогаш барањето на работа може да трае со месеци, па и со години. И тој кој што сака да замине, треба да се подготвува за оваа работа, бидејќи ова е многу сериозна работа и е машка работа. Ова не е работа за авантуристи, авантуристи не може да добијат ваква работа и ако добијат ќе бидат избркани. Па дури в самата возраст за контракторите, односно за обезбедувачите, немаме ние соодветен поим на македонски како да ги наречеме, возраст е некоја, да кажем, посакувана над 28 години, иако јас немам видено контрактор на 28 години. Обично се повозрастни, 40 години, 35-6 години, 50 години. Јас сега работев со полковник од Грузија, пензиониран полковник, кој што имаше 53-4 години. Значи, таму зрелост и старост и искуството се многу почитувани. Некој млад човек може да е полн со енергија, да има одлична обука и така натака, но сепак овие компании бират по-зрели луѓе и постабилни луѓе кои што го поминале оној, бидејќи младите луѓе сакат акција повеќе, знаете, тоа е по-нормално, адреналин и така натака, но работите на обезбедување се сосем поинакви. Ова што ме прашавте, ова работа можеме да поделиме работа на вода и на копно. На вода е ова антипиратско обезбедување на бродови. Пиратеријата е проблем со кој што светот нема никупа да се спречи. Јас имам завршен антипиратски курс со инструктори од Израел и тогаш бев зачуден дека повеќе од 95% од светската трговија и транспорт се одвива со бродови. Јас тоа не сум го знаел, верувам дека и вие тоа не го знаете. Колку за ваша информација, една мала дигресија, еден од бродовите кои што го обезбедував имаше 1250 големи контейнери, значи големи приколици од шлепер, да кажеме, без тркала, за да имат гледачите една представа. Замислете 1250 камиони качени на еден брод, те толку носи еден шлепер и затоа имаме и такви пиратски напади. Например, ние во Македонија, бидејќи тоа не е во наш интерес, не ни знаеме дека има пиратски напади, но извадив една статистика, 2011 година имало 439 пиратски напади. Во 2015 тие се преполовени, значително се паднати, бидејќи денес сите бродови користат обезбедување, односно тоа е еден од условите кога се плове во тие high risk, во тие високоризични области, бродовите мора да имат обезбедување и во 2015 година имало 246 напади или обиди за напади, но нема ниедно киднапирање, запленување на брод, бидејќи вредноста на бродот е огромна и пиратите кога доаѓаат на бродот, тие буквално тоа за нив е бизнис. Има еден многу добар филм, подоцна ќе го кажам во емисијата, Капетан, не заборев како му беше името, кој што е многу реален. Значи, пиратите кога доаѓаат на бродот кажуваат дека ова е бизнис. Тие не се терористи, тие немаат цел да убијат некого или да го уништат бродот. Но за жал има и една терористичка група Ал-Шабаб, која што действува претежно во Африка и која што исто така напаѓа и бродови. И тоа е веќе сосем друга приказна, бидејќи терористите може да биде цел уништување на самиот брод. Но, како и да е, обезбедувањето на вода е сосем поразлично од обезбедувањето на копно. Јас во две прилики работев на бродови, променив неколку бродови и знам од прилика како изгледат тие работи. Значи, самиот брод личи на тврдина. Целиот брод е буквално обиколен со жица, со бодликава жица, исто како што се касарните или војните бази, која што е остар како жилет, значи не едноставно се качите на бродот, а да не зборувам дека тој може би е висок од водата повеќе од 10-20 метри, зависи на кое место. Понатака секој брод има водни топови кои што кога ќе се вплови во високоризичните области пуштат силни млазеви на вода кои што доколку би погодиле човек во гради ќе го мавнат ко пердов, ќе го однесат. Значи буквално ко водени топови кои што ги има на бродот, на точно определено место. Значи имаме жичана ограда, водни топови и вооружено обезбедување. Потоа бродовите користат кукли
со дрвени пушки, кои што оддалеку при гледање со двоглед изгледат како обезбедување, како да има многу повеќе обезбедување на самиот брод, и има низа тактики за да тоа се поминуваат посебни курсеви за да може да се заштити бродот. Затоа и пиратските напади се намалени, бидејќи е многу тешко да се совлада брод кој што има вооружено обезбедување, затоа што обезбедувачите се во предност, ние се наоѓаме на крилата на бродот кои што се високо кренати, значи на највисоката точка на бродот, од каде што се има одлична прегледност. Понатаму, ние како обезбедување од радарите можеме да забележиме било каков пловен објект, па дури и чамец, најмалите, во зависност од јачината на радарот и повеќе од 30 милји или да кажам 50 километри. И ние имаме време добро да се подготвиме, да излеземе на страната од каде што доаѓа опасноста. Самиот радар со стискање на едно копче ја дава брзината на метата, со која брзина се движе потенцијалната опасност, се нарекува таргет или мета. Ние можеби тоа да е обичен рибарски брод, може да е било каков, зборувам за мало бродче, бидејќи бродовите кои што се обезбедуваат се големи, по 200 метри, 180, 250 метри во должина зборувам, а оние бродови кои што напаѓаат се обично мали или големи чамци, кои што развиват голема брзина и кои што можат брзо да се приближат на овие големи бродови, со тоа што во пракса користат и mothership или бродови кои што се големи, кои што ги влечат овие чамци на отворен океан, каде што се напаѓа. Затоа денес пиратите може да нападнат оному каде што порано не напаѓале. Значи пиратите буквално може да нападнат на сред океан. И денес во тој дел од Индискиот океан целиот е небезбеден, но ќе кажам, бидејќи целиот транспорт се одвива на вода, ние имаме толку многу бродови, шансата да бидете нападнати токму вие и бродот кој што го обезбедуват се многу мали. Јас додека работев имавме неколку обиди во напад, неколку пати излеговме со оружје, неколку пати пукавме предупредувачки стрели во воздух, но немавме ниеден напад, затоа што кога пиратите ќе видат обезбедувачи се повлекуваат и бегат. Тие се оние со црни превези на очите, а не малку да ја сетиме на една денешните пирати немаат врска со капетан Кук, кој што имал кука на раката и шамија на главата. Претежно еден добар дел од нив се од Сомалија, сиромашни луѓе кои што трпат за јадење и живеат од тие грабнувања на бродови, но тие се како диви кози, многу спретни, затоа што и јас не верувам дека по тие скали може да се качам на таков брод. Тие, додека да се свестите, може да се качат на бродот, се спретни, најверојатно тоа и го тренират, и се лесни, мали се по 50 кила, 70 кила, значи буквално се многу подвижни, бидејќи прилепувањето до огромен брод е проблем. За самиот чамец или мал брод со кој што напаѓат, големиот брод може да ги потопи при тоа, но тие стават скали, метални скали кои што ги закачуваат некаде на бродот и по нив се качуваат, по скалите. Па замислете, потоа имат жичана ограда, која што сече како жилет, која што треба да совладат, и последна тактика внатре во која што не би навлегувал, за да не ја оптоварам емисијата. Јас и во оваа емисија, можеби на некои колеги кои што работат оваа работа ќе биде смешно или интересно, но јас се трудам да го презентирам на начин кој што ќе биде достапен за сите гледачи, кои што немат, да кажам, некои сознание од оваа работа и кои што едноставно ја гледат од забавен карактер оваа емисија, затоа што кога би давал една стручна елаборација, таа би била многу поинаква. Битно е за оние кои што барат работа да знаат дека на бродовите обично тимовите се од 3 до 5 луѓе за обезбедување, значи само 3 до 5 луѓе, од кои што едниот е лидер на тим, другите се членови на тимови. Проблемот е тоа што поради намалената опасност на бродови, последната година дојде до драстичен пат на платите. Ако порано се движеше околу $3000 па нагоре, сега платите паднаа до $1000, $1200, зависи, зборувам за почетници кои што немат некој, да кажам, така некој појако CV, ако некој веќе има работено на брод или ако некој има малку појако CV, тој не ни бара работа на брод. Значи, платата која што се добива на брод не е висока, денес зборувам, 1200, можеби 2000, јас во вториот пат работев како тим лидер платата е подобра, но за да работите како тим лидер мора прво да работите како член на тим. И
тоа кај нас ги одбива луѓето, бидејќи некои луѓе гледат на ова како можност за брзо збогатување. И ова е бизнис, во ова нема брзо збогатување. Треба прво да поработите, да стекнете искуство, па потоа да напредувате и да добиете некоја повисока плата. Имаме ли можност каде македонците кои што сакаат да работат обезбедување на брод, може да ги добијат информациите подетални? Може да стапат во контакт со овој кемина? Ова е најдетално од мене кое што може да го слушнат или прочитат, никој друг не зборува на оваа тема. Јас дури сум лут на двајца наши луѓе во Ирак, еден ми се јави да ме прекури по телефон, пријател, вика, многу пишуваш на Facebook, дај нека остане ова тајна. Па не е тајна тоа ние кои што го работиме во Ирак, не е тајна сега, не треба ние да изиграваме Джеймс Бонд дека сме таму, ние работиме обезбедувачи за пари, значи платени како војник, исто во униформа, панцир, пушка и тоа е тоа. Ако ние ги приближиме тие работи на другите македонци, можеби некој ќе свати дека и тој може да работи оваа работа, па ќе добие поти, ќе замини, ќе донесе дома некоја пара. Ние имаме овде изворедни ветерани од 2001 година, кои што имат одлично искуство, кои што работели во војска и во полиција, и сега седат така или работат овде во агенции за обезбедување за 200 евра. Замислите тие луѓе да отидат во Ирак и одеднаш да почнат да земат 5 или 6.000 долари, колку што се движи платата во Ирак, иако и таму има во некои компании тенденција на пат, но некако на брод. Значи во Ирак може да се најде работа за 4.500 долари па до 6.000 и нагоре, во зависност од компанијата и од работната позиција. Дали сте тим лидер, член на тимот, дали работите мобилно обезбедување или статичко обезбедување. Но за бродот да не останам краток, ова сметам дека е важно за оние кои што сака да работат на брод. Денес поради намалената опасност на брод, критериумите се пониски и може да се протни некој кој што не ги исполнува сите критериуми. Инаку критериумите се строги. За да се работи на брод или во Ирак, критериумите се горе-долу идентични. Најпрво се бара англиски јазик. Нешто што недостасува кај многу наши луѓе, вклучувајќи ми мене. Јас отидов со доста лош англиски, бидејќи учев германски во основно и во средно и на факултет. Но англискиот е неопходна алатка. Ако вие не знаете англиски, не можете да се разберете. Кај нас постои една заблуда, кај мнозинството македонци, јас разбирам, ама не можам да вратам. Не. Тој што реално разбира, може и да врати. Може би ќе врати неправилно некоја буква, ќе погреши, но знае да врати. И јас имам еден совет за сите македонци кои што барат ваква работа, а кои што сака да го проверат нивниот англиски, наједноставно е да пуштат CNN или BBC и без да гледат во телевизорот да слушат, или уште подобро на радио, доколку можат. Или и дури тогаш ќе сватат колку тие реално знаат или не знаат англиски, бидејќи кога ние гледаме филм, самите сцени и содржината на филмот, да, ние ги препознаваме зборовите, но бидејќи сме внесени во содржината на филмот. Но кога кидете таму некаде во Ирак, во Афганистан или на брод, се менува. Особено ако земеме во предвид дека може да работите со некој од Индија, кој што исто така има лош англиски, или од Пакистан. Кинезите имат многу специфичен англиски. И тоа е различно, например, многу лесно е да разбереш на англиски човек кој што потекува од словенското говорно подрачје. Дали русин, украинец, србин, кога ние зборуваме англиски, ние се разбираме бидејќи имаме слични букви, знаете, од една иста лингвистичка група сме. Но кога зборувате со некој друг од друга лингвистичка група, има и многу смешни ситуации. Јас, например, кога отидов во Ирак, седев со десетина британци, само јас бев македонец и фатија нешто да прават некој така, да се зафркават нешто. И ги слушам и се мислам како јас овие луѓе ќе ги разберам. Они од различни краеви на Британија тепат некои нивни сленгови, некои нивни дијалекти кои што за нас се неразбирливи. Тоа е исто голем проблем, бидејќи во Ирак безмалку целиот менаџмент се британци. Англискиот јазик кој што ние го знаеме, кој што ние полесно го разбираме, е американски англиски, додека оној British English е малку потежок за нас за разбирање, и ако е некој од Северна Британија или некој друг крај, на вистина е тешко, за да луѓето имат представа, ако некој научи македонски од книги, и замислите да му дојде некој од Берово да почне да му збори македонски, или од Струмица, или од Охрид, замислете Македонија колку е мала, какви се нашите дијалекти. А замислете кога зборуваме за
за Велика Британија. Така што јазикот е прв услов и за работа на брод, и за работа на било кое место во светот. И тоа не само за обезбедување, ако некој сака да работи како багерист или да рине со лопата, мора да знае англиски. Тешко ќе се, инаку е невозможно, и затоа апелирам особено до помладите, но и до оние кои што барат ваква работа, да поработат на својот англиски, макар и со гледање на телевизија, или нека се обидат со најблиските да зборуват на англиски, иако тоа малку е тешко, бидејќи еве јас се обидувам. Например, во Ирак ќе дојде некој србин и ние одма зборуваме на српски, бидејќи е полесно. Тешко е. Неколку пати сега имав колега од Босна со кој што бев неколку недели и се договоривме ќе зборуваме на англиски и да ми помогне околу совршување на англискиот, но тешко е. После некој време веднаш ќе префрлеме на српски. А замислете во Македонија маж и жена да зборуваат на англиски, но да помага бидејќи мора на некој начин да се искрши јазикот. Некој ако сака да замине да работи ваква работа, мора да го знае англискиот, особено ако се земе во предвид дека сепак се случуваат стресни ситуации. Значи обиди за напади има. И секој пат ќе има, инаку тие не би плаќале обезбедување. Оти неблагородно е да кажам колкав е ризикот, нели некој прашува дали е ризично. Па ако не е ризично, кој ќе ти даде $6,000 да го чуваш? Бидејќи еве ние во Ирак во генерално работеме 3 возила во кои што има 6 обезбедувачи, обезбедувам 1 или 2 клиента. Со блиндирани возила зборувам, кои што се непробојни. Значи некој плаќа огромни суми на пари за некого да заштити. Ако нема ризик, зошто би давал пари? Истото важи и за бродовите. Покрај англискиот јазик, кои се другите критериуми кои што треба да ги исполнат македонците кои што сакаат да одат, ете го спомнавте Ирак, ги спомнавте бродовите. Што е важно за обезбедувањето на копно, бидејќи таму има повеќе финансиски средства, според тоа што го кажавте како можност за Вториот момент е армиското искуство, доколку или евентуално полициско, иако армиското е подценето. Значи, доколку некој нема работено барем 5 години во армија, евентуално и во полиција, не секаде прифаќат полициско искуство. Мене ми имат од неколку компании одбиено, иако во CV-то ми стои дека сум бил во специјална полициска единица. Но без армиско и полициско искуство е невозможно. Ние имаме наши луѓе, неколку кои што работат без армиско и полициско искуство. Но со фалш CV-а, во CV-ата им стое дека работеле. И тоа внесува забуна. Ми викат па како тој отиде, нема. Абе, он нема, ама во CV-то напишал дека има. И сега ако некој бил во војска, бил резервист 1-2 години, знае добро да ракува со оружје, него нема ни да го забележат. Но ако некој навистина не знае да ракува со оружје, ќе го избркат на брзина, бидејќи веднаш се познава. Таму оружјето цело време сте вие со оружје. Таму се познава дали некој знае да работи, односно да ракува со оружје или не. Значи, тој би го рекол како втор критериум, тој важи и за на брод, и за било кој тип на обезбедување. Тоа е армиското и полициското искуство. Трета работа која што е многу важна и без која што нема работа се сертификатите. Порано можеше да се работи без сертификати. Последните неколку години многу ги стегнаа критериумите и денес ако нема сертификат е многу тешко да најдеш работа, односно воопшто не ни треба некој да бара работа. Сертификатите се различни. Едни сертификати се за наброд, други сертификати се за работа во Ирак. За наброд сертификатите јас би ги поделил во две групи. Едната група е оние поморски сертификати кои што мора да ги има секој морнар, бидејќи обезбедувачите имат третман на морнари, симен. Значи тие се морнари. И тие се релативно едноставни да се земат, но коштат пари. Јас еднаш бев во Црна Гора на обука, поминав обука и полагав во капетанијата, и еднаш бев во Хрватска, каде што исто така во Шибеник посетував предавања и полагав, за да ги земете тие да ги наречам морнарски сертификати, кои што се базични. Вториот сегмент е сертификатот за обезбедување, за да добиете вие сертификат за офицер за безбедност. Или тоа е оној антипиратски курс каде што се учи или се тренира што доколку има напад на бродот. Значи тие се две групи на сертификати. И третата работа, која што е малку комплицирана за работа на брод, е симен бук или морнарски пасош. Бидејќи Македонија нема море, односно се извинувам, Македонија има море, но ни го зема во 13-та година и тешко дека ќе го повратиме назад,
во Македонија не се издават вакви морнарски пасоши. Додека Србија, иако нема море, издава такви морнарски пасоши, но постојат начини како тоа да се заобиколи, бидејќи има држави во светот кои што дават Симен Бук морнарски пасош, иако не сте нивен државјанин. Инаку, вообичаено, такви морнарски пасоши се дават само на собствените државјани и во нив се впишува секое испловување, секоја работа на брод, значи секој ден помина на брод се запишува во нив. Значи, тоа е третиот момент кај бродовите. Значи, рековме сертификати за морнар, сертификати за обезбедување и морнарска книшка. Пак ќе кажам, се обидувам да ги упростам. Луѓето кои што сакат подетални информации, кои што се сериозно заинтересирани, нека влезат кај мене на Facebook или на YouTube, кога вие оваа емисија ќе ја качете на каналот, јас таму во коментарите ќе ги постирам сите линкови и од сертификатите и каде се полага. Овие сертификати во Македонија може да се полага за офицер, за поморски офицер, но во Куманово се одржува еден квалитетен курс и се добива еден квалитетен сертификат, но останатите мислам дека ги нема во Куманово, мора да се замине надвор од Македонија, но тоа ќе го објаснам на заинтересираните преку линкови за да не ја оптоварувам емисијата. За копненото обезбедување, сега за тој сегмент малку, ги спомнавме сертификатите за поморско обезбедување, сега интересни за копнено обезбедување, бидејќи таму во суштина станува збор за така наречени, ајде по еден наш македонски јазик, прифатен меѓународен збор, телохранители или обезбедувачи на луѓе. Значи, јас пак ќе ве коригирам. Копненото обезбедување може да биде статичко и мобилно. Статичкото обезбедување е она стражарска служба. Ви имате стражари и имате шефови на стражарите. Исто како во било која касарна или во било кој објект. Со тоа што, например, во Ирак стражарите се ирачани, но после војната во Ирак и стражарите беа странци, експади, значи платеници. Денес во Авганистан, мислам дека на одредени места, македонци работеа за ДЕА во Авганистан, обезбедуваа и објекти на ЦИА и на ДЕА во Авганистан, и тоа може беа 30 на македонци пред неколку години, кога работеа буквално како стражари, значи на оние високоризични места и кај што и требат на вистина доверливи луѓе, користеа странци наместо локално население кое што е далеку поевтино. Додека оние кои што менаџират со самите стражари или со гардовите се нарекуваат Site Security менаџери, SSM или Site Security Manager во глобала. И сега во овој момент во Ирак, например, Site Security менаџерите се странци, додека стражарите се ирачани. Тоа е во она статичко обезбедување. Сега има и некои повисоки позиции на статичко обезбедување во некои поголеми компании. Вториот сегмент е она така наречено PSD обезбедување, тоа е мобилно обезбедување или обезбедување на лица. Јас џаби да го кажам на англиски што значи, кога гледачите тоа нема да го разберат, тоа може да прогуглат и да видат што значи PSD на англиски. Но PSD обезбедувањето и се работи и во Ирак и во Авганистан, но се работи во Африка. Значи, со ово обезбедување се обезбедуваат VIP личности, важни личности, кои што не се важни од аспект дека се тие политичари, шефови на држави, премиери, министри, туку ние конкретно во Ирак, најголемиот дел од обезбедувањето е во нафтената индустрија, се работи за менаџери на компаниите, за некои и повисоки и пониски рангови на менаџери, потоа на одредена врста на инженери, кои што повторно ќе кажам се високо рангирани и чие што киднапирање може многу да ја чини компанијата, кои што се потенцијална мета за ИСИЛ или за други лица кои што бидејќи не само ИСИЛ, во Ирак постојат и други групации кои што се вршат обиди за киднапирање од економски причини. Ќе киднапират некои за да земат пари, каде што мотивите не и се како на ИСИЛ, бидејќи кај ИСИЛ мотивите се терористички, се сосем поинакви. И како што реков, например, 3 джипа во кои што имаме 6 обезбедувачи, може да обезбедуваат еден или два клиента. Доколку се пониско рангирани, може да биде тоа минибус, да има 10 клиенти кои што ги обезбедуваат 3 возила со, да речем, 6 до 8 луѓе обезбедување. Карактеристично тоа што PSD обезбедувањето е вооружено со автоматско оружје.
Например, во Македонија за странци е забрането да поседуваат, па и за наши не може никој да поседува автоматско оружје, освен овие, не знам, агенциите за обезбедување на кој начин е тоа регулирано. Но ние во Ирак имаме посебни дозволи со кои што имаме право да носиме автоматско оружје. Во глобала се користат нашите автоматски пушки, они југословенските, или популарно наречени калашникови, ке нас е верзијата М70 АБ2 се користеше во Арама, но има бугарски, кинески и така натака, ги има различни врсти. Задолжително е носењето на панцир. Значи таму без панцир нема мрдање надвор од база, тоа се строго санкционира. Односно ја губете работата. Таму многу се внимава. Таму нема шеги, нема непочитување. Правилата се светост. Бидејќи оној кој што не ги почитува правилата, веднаш ќе биде испратен дома. Тоа е оној втор дел кој што ви реков за копненото обезбедување мобилно. И третиот дел е обезбедување на конвои, да кажам камион или камиони кои што носат одредено добро. Иако и, например, патниците може да бидат во конвој, може ние да имаме 10 автобуси, тоа ретко се случува бидејќи и ризично, може 5-6 или 10 автобуси да, кај што се пренесуваат луѓе, повторно и тоа да биде конвој од автобуси. Но сега зборувам за конвој од материјални добра, и претежно се работи во Авганистан и многу малку македонци, барем само неколку македонци имат работено обезбедување на конвој, е високо ризична и контактна работа, односно во Авганистан конкретно има пукање. Речи си да нема излегување на терен без да има пукање, каде што по некој ќе загине, некој ќе биде ранет, има многу експлозивни направи, таа опасност постои во Ирак. Знаете, не знаете каде ќе налетате на покрепатот на некој импровизирана експлозивна направа која што може да го дигне возилото во воздух, иако ризикот е мал, тој сепак постои. Автомобил бомба во Ирак е нешто што е секојдневие без малку и се случува многу често, или бомба самоубиец. Но еден момент има друг важен, освен нафтената индустрија, например, наши луѓе македонци работат и на обезбедување на Американската амбасада во Багдад, што исто така високо котират и се уште подобро платени. Значи не мора да се само во бизнис секторот, може да бидат обезбедување на амбасади или на било какви луѓе кои што имат одредена работа во Ирак. Кои се потребни сертификати да се земат за ова обезбедување, бидејќи сепак овдека треба да се внимава повеќе. Претпоставувам дека има и повеќе психологија, бидејќи често може да се дојде до контакт со бомбаш самоубиец, да се види во очи да излезе и така натаму. За да се работи во Ирак или во Авганистан, па и во Африка, се потребни две врсти на сертификати во глобала зборам. Првиот е сертификат за close protection или блиска заштита, дека имате поминато тренинг или обука за блиска заштита. Тоа е најблиску кажано до бодигард. Но ова е малку поразлично, бидејќи се работи со возила. Едно е вие да сте бодигард на некој во Скопје, а друго е таму. Значи таму оружјето се гледа, се носат автоматски пушки, панцири, овде се работи на сосем поинаков принцип. Значи тој курс за close protection ви отвара врата кон една така наречена SIA, односно Security Industry Authority, нека ми простат гледачите за мојот англиски. Тоа е комора во Англија, како што е нашата комора за обезбедување, тоа е комора за обезбедување на Англија и со овој Close Protection сертификат треба да ги задоволува стандардите на SIA комората во Англија. Значи не сите Close Protection сертификати се може да бидат верифицирани од оваа SIA комора и затоа треба луѓето кои што барат вакви сертификати да бидат внимателни. За среќа во Македонија ние имаме ИПСА, тоа е организацијата која што ја води еден пензиониран полковник Бранислав Јовчевски, мислам дека беше, кој што врши вакви изворедни курсиви кои што се високо ценети. Значи јас имам македонски сертификат, односно ние полагавме пред англичани кои што доаѓаа во Македонија. Се разбира на англиски јазик. Значи тоа е едниот сертификат, сертификат за блиска заштита, и вториот сертификат е ФПОС вака или First Person on Scene. Лошо звучи, значи лице кое што прво лице на местото на настанот, односно најпросто кажано на македонски е прва помош.
ако некој настрада при експлозија, ако некој ране, да знаете да му дадете прва помош. Значи зборуваме да се сопре крварење, да се имобилизира скршеница, доколку дојде до гушење обавезно носиме со нас боци со кислород, со маски и така натака. Тие се основни работи додека да дојдат медиците, односно тоа не се доктори, бидејќи медик е нешто измеѓу доктори, медицинска сестра, тоа се луѓе кои што се обучени да му го спасат на некој животот, додека да тој биде транспортиран во болница. И овој сертификат не е многу комплициран, но без него не може да се најде работа. Значи, во глобала за работа во Ирак треба човек да е психофизички здрав, исто и за работа на брод, што се докажува со лекарско уверение од одредена здравствена установа, некаде и не ги барат овие медицинските, бидејќи луѓето сами се свесни. Никој болен не е луд да иде на бродот и таму нема доктори на бродот, нема било каква болест може да ве убие. На брод има многу високи ризици. Значи не е само ризикот од пиратски напади, бидејќи обична болест може да ве убие, нема кој да ви помогне. Ако бродот тргне за Африка, тој плови на отворен океан. Едноставно нема доктори, нема каде да додека да стигне до некој доктор. И ви реков, значи, да е психофизички здрав, да има познавање на англискиот јазик, воено или полициско искуство, сертификати. Има еден сегмент кој што некој тврда дека не е важен, но за кој што ја ќе кажам дека е многу важен, тоа е војнички изглед. Нема шанси ако некој е малку полничок, да не кажам дебел, да добие работа, што кој ќе го видат на интервјуто, ќе го бутнат. Сега, ако е некој така полнама да делува цврсто, може да ќе помине. И затоа апелирам до сите они кои што барат работа да внимават на сликите. Има многу лоши искуства, затоа што луѓе на кои што сум се обидел да ја помогна, ќе ми пратат CV, она нивна кратка биографија што имат работено, со многу лоша слика. Фотографијата на еден начин нели го продава производот, тоа треба сите да го знаеме. Па и кај кои пејачки во кафаните одат повеќе луѓето кои пејачките кои што изгледат добро или кои што пеат убаво, они изгледат добро. Значи тоа е исто многу важен сегмент, затоа што клиентот сака оној кој што го обезбедува да изгледа здраво, да изгледа силно, цврсто. И затоа ние таму вежбаме, се убиваме од вежбање иако никој не тера. Во сериозните компании има и тестови, во некои послови компании нема тестови на физичката спремност, но се подразбира, таму сите вежбат, затоа што мора да се зачува тој војнички изглед. На крајот од криштата и самиот, кога си во полна кондиција, полесно можеш да се справиш со сите предизвици кои што доаѓаат. Тоа апсолутно, тие две работи се поврзани една со друга, но пак ќе кажам, не може ако некој не изгледа како што треба за обезбедување, и автоматски се подразбира дека и не може. А може некој да изгледа нормално, ама да е физички или психички постап, но тоа веќе е друга работа. И како што спомнав, возраста е исто важна, над 28 години, иако можат некаде и помлади да влезат, па се до 45 години, 50 години има многу луѓе кои што работат. Колкав е периодот на кој што може еден вработен или еден обезбедувач да остане на одредено место и дали има рок по кој што мора да не замине дома и дали има одмор тој човек, бидејќи од овдека се добива еден впечаток дека македонците кои што одат надвор во Ирак, во Авганистан или каде да е на друго место, особено кои што работат на вакво обезбедување, немаат слободно време. Во Ирак конкретно, па и во Авганистан нема некои унифицирани правила. Во Ирак тоа ние го нарекуваме ротација, односно 2 месеци си внатре, 1 месец си надвор од Ирак. Значи, дали ќе бидеш ти дома или ќе отидеш некаде на одмор, тоа е твоја работа, но 2 со 1 е вообичаено, но ретко кога се останува 2 месеци. Обично се останува малку подолго, по 2,5 месеци да кажам. Додека постојат и ротации 3 со 1, 3 месеци сте внатре на работа, 1 слободен. Со тоа што, за жал, има компании кои што идат малку поексплоататорски за да ги намалат трошоците за авион, барат 4-5, па дури и 6 месеци, но во глобала, таму каде што работиме ние македонците, ротацијата е на 2 до 3 месеци. И на брод, и на копно. Со тоа што, ако доброволно побараш да останеш, можеш да останеш, но обично после вториот месец мава психа веќе не е исто, бидејќи работите во непријателска
територија и колку и да нема директна опасност, можеби нема да се соочите со директна опасност, напнато е, бидејќи се минуваат чекпоинти, точки кои што се обезбедени со полиција, има многу непријатни ситуации, има многу опасности. Значи, оваа работа има многу скриени опасности и ги нагризува нервите, особено ако работите во Ирак и истовремено работите на Фејсбук во Македонија. Тогаш е особено страшно. Има еден момент кој што треба да го знаат оние кои што барат ваква работа, периодот додека се во државата, надвор од работа, не се плаќа. Се плаќа ова работа од ден. Колку дена си таму, толку пари. Значи, еден класичен оглас за Ирак изгледа покри критериумите плата $200 по ден или $150 по ден. Дневно, ако сте 27 дена, добивате плата за 27 дена. 16 дена плата. Но има само неколку компании кои што го плаќат и одморот, ама платата која што земате додека сте таму е намалена за да се изравни, кој ќе го соберете на годишно ниво, повторно доаѓа исто. Што се однесува до слободни денови таму, такво нешто нема, освен ако некој ден случајно се погоди да нема работа. Секој ден од сабајле до вечер се работи, со тоа што кога клиентот ќе го однесете до одредено место, ако тој се задржи таму, вие останувате во возило, да кажам, пасивни сте саат-два, можете да предремете, да одмарате во возило, може да имате интернет во Ирак, не секаде, на некој места сигналот е слаб, но може да имате интернет на вашиот мобилен да го тепате времето и така натака. И која сума на средства би можела да се заработи објективно, бидејќи нели ги кажавме сите опасности, но која е сумата на средства која што може да се заработи за континуирани 2 месеци седење и какви се договорите со компаниите? Дали се тие на 3 месеци, 6 месеци, година дена или подолги? Договорите не постојат, односно постојат, но не се толку многу почитуваат. И оние кои што барат работа не треба да се оптоваруваат со договори. Во договорот може да ви пишува дека сте добиле работа на 2 години да ви избркат за една недела, ако нешто зафркнете или ако не се снајдете, затоа што е шокантно. Јас сега последниот пат кога отидов менував компанија, заминав во друга компанија, доаѓате на аеродром, никој не ве пречекува. Во Ирак, конкретно во Басра, не можете вие со ваша кола да отидете на аеродром. Тоа е можда на 5-6 километри далеко до аеродромот. Потоа има едни црни джипови, таксисти, само тие ве носат. Верувам дека сите тие работат за нивните служби. Значи таму од таа точка до која што може да дојдете до аеродромот, има само 20 на джипи и нема друг начин како да идете до аеродромот. И сега, ако излезете надвор од аеродромот, вие веќе не сте на безбедно место. Кога ќе ја напуштите таа зона, ако никој не ве чека, надвор, јас отидов беше 52 степени. Знаете ли колку е жешко 52? Ние овде викаме дека у Македонија е 50, тогаш кога е 40. 52 е пржена, вистина е жешко, но ми заминав малку на друга тема, зборува за опасностите, за самите договори, затоа не треба здраво за готово да се земат, бидејќи секој пат нешто ќе се измести. Во глобала се на една година, односно ако компанијата склучи договор со субјектот кој што го обезбедува на една година, и вие одете на една година. Ако вие влезете на сред договор, можеби имате на 6 месеци, но пак ќе кажам, тоа многу не важи. Најголемите компании, претежно овие амерички, они внимават на тоа. Инаку вака овие ирачките компании многу на тоа не внимават. Но генерално, вие кои ќе влезете во одредена компанија, таму ако работите квалитетно, останувате додека сакате вие или додека има работа. Генерале, еден час сме скоро во студиото на телевизија Сонце. Малку ми беше сето ова време, остана уште голем број прашања недоодговорени. Се надевам дека ќе имаме повеќе средби. Ајде нека помине сега вака овој првиот сегмент од оваа приказна, па потоа сигурно ќе се гледаме уште повеќе пати. Јас ви благодарам за тоа што одвоивте време, за тоа што бевте наш гостин и малку повеќе да ги запознаеме граѓаните со можноста за печалба на еден друг начин. Благодарам. За крај само би сакал да дополнам. Откако вие ќе постирате емисијата на вашиот YouTube канал, јас под емисијата ќе ги ставам сите корисни линкови, оние кои што се сериозно заинтересирани, кои што барат подетални информации,
ќе влезат на тие линкови и ќе може да добијат комплетна представа, бидејќи за да го ова објаснам целото, навистина ќе ми требат неколку часа. Јас ги повикувам македонците да не се плашат, иако во овој момент верувам дека минимум 1000 луѓе чекат работа надвор од Македонија, затоа што заработувачката е добра, и да бидат упорни, бидејќи наоѓањето на ваква работа трае со месеци, па можеби и години, и ние никого таму не убиваме ни жени, ни деца и не војуваме, ние бранеме, ние штитеме. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, благодарам и вам на вниманието. Ви посакувам пријатна вечер. До гледање.